Огромно куче скитник утринава од гробот ја изело храната наменета за раздавање, и тоа во присуство на ожалостеното семејство. Откако кучето ги преплашило присутните мајка и син, а тие тргнале кон возилото, скитникот им приредил уште еден шок. Правиме ги тие работи што се прават на гробишта, свекичка да се запалят такви работи. И дојде едно куче големо како шарпланинец. Сега не знам точно раста ја, рипна на гробо, оше да ни изеде. Значи сакам после тоа околото половин сат отвориме вратата, улезе преку нас, околото половин сат го чекаме да излезе. Не смееш да го налутиш, ке ти изеде. Значи јас отворив задната врата за да улезам, местам се да влезам, оно ме бутна, улезе позади задното седеще, седна, легна, опаша му висеше надолу. Значи толку големо, огромно куче. И околу 40 минути дремаме со Сидми 20 метра далеко од колата, за да излезе. И значи оно кога сака излезе. 2 часа по немилиот настан Штипјанката очевидно се уште беше под стрес. Тресам си уште и сама не смеев да одам. Утринскиот шок по средбата со опасното куче скитник се случило во блокот гробишта познат како Рампа 2, каде постојано тврдат граѓаните има присуство на кучиња. Досега тие поминале низ многу стравови, а сега апелираат. Да се поведе сметка, да не дојде до нешто лошо. Джабе кој ќе ме изеде или повреде, се е джабе после да трчеме. Сега нека си ги отворат очите. И сакам да апелирам, има луѓе од на гробиште со мали деца, со жени. Јас сам маж, нема врска. Ако реши да ти изеде, ќе ти изеде. Надлежен за редот и безбедноста на градските гробишта во Штип е јавното предпријатие ИСАР, но тие велат дека кучињата скитници не влегуваат во нивните ингеренции. Градските гробишта од секогаш биле место каде може да се сретнат кучиња скитници кои таму поради изобилието од храна доаѓаат од сите страни, па дури и од околните села. Досега конечно решение за овој проблем не е најдено.